Појавата на хепатит С кај 6 пациенти кои порано престојувале на ортопедското оделение во Штип во Facebook статус и во соопштение до јавноста ја искоментира и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ во Штип Иван Јорданов. Поради неспособност и несовесност во работењето на раководниот кадар, клиничката болница е претворена од место за пружење на здравствена заштита во место на зарази и епидемии. Одговорноста за ваквата состојба покрај директорот на болницата има и државниот секретар во Министерството за здравство. ВМРО-ДПМНЕ, иако во неколку наврати укажуваше на алармантната состојба која владее во болницата, директорот и државниот секретар занемуваа и ги игнорираа нашите апели за превземање на сериозни чекори за подобрување на ваквите состојби. Секако дека и една од причините за ширењето на овие зарази се и субстандардните услови во кои работи медицинскиот персонал. Состојбата со условите, актуелното раководство лесно можеше да ја реши доколку сака со изградба на новата клиничка болница, но повторно, поради неспособност и немање чувства за одговорност кон пациентите, изградбата на овој капитален проект веќе трета година тапка во место, а сето ова оди директно на штета на илјадници граѓани од Источна Македонија. Истакна Јорданов. Нова реагира од клиничката болница. ВМРО-ДПМНЕ повторно пласираат лаги и невистини, ја искривуваат реалноста со цел да ги манипулираат граѓаните, само за да се заборави дека кога тие беа власт, изградбата на клиничката болница Штип застана и беше под истрага и сомничење за криминални бизниси, за лични интереси на врхушката. Оваа власт ги санира претходно затекнатите лоши состојби во клиничката болница. Имено, исплатени се повеќе од 25 милиони денари за текнати неисплатени обврски, токму по оние основи за кои се постапуваат прашања од опозицијските партии на персоналот кој претходните раководства не ги исплаќале и со тоа ја оставиле финансиската состојба на клиничката болница во катастрофална состојба. Во клиничката болница Штип се набавени нови апарати и нова опрема кои придонесуваат за полесно функционирање и за излегување во пресред на оние на кои што им е најпотребно. Во врска со случајот на оделението за ортопедија, надлежните ги презедоа сите потребни чекори за подобрување на здравствената состојба на лицата. Иронично е што оние кои 12 години пустошеа по институциите, а најголем дел од нивниот пустош го зафати здравството, денес се дразнуваат да зборуваат за тоа како се води институција.